Рестарт на градежните работи на далеководот од Битола до Ќафасан на границата со Албанија. По еднодеценијски застој, проектот за 400 киловолтниот далековод почнува со реализација. Тој треба да финишира за 30 месеци или кон крајот на 2028 година. Проектот е во вредност од 19,7 милиони евра. Финансирањето е обезбедено преку заеми грантови од Европската банка за обнова и развој и европските фондови. Новата конекција ќе ја зајакне отпорноста на преносната мрежа, ќе го намали ризикот од прекини и ценовни шокови и ќе создаде можности за приклучување на нови капацитети за производство на струја од обновливи извори. Премиерот Мицкоски објасни дека обидот за енергетско поврзување меѓу Македонија и Албанија во должина од 100 километри постои уште од 2015 година, но градежните работи не се одвивале со предвидената динамика. Според него, со стартот со работа на новиот изведувач, далеководот конечно ќе биде завршен во предвидените рокови. За Мицкоски бројните обиди за преговарања, пролонгирања и обиди за промени во цена завршиле со неуспех, пошто сега стартува изградбата. Беше набавена само дел од опремата без суштински напредок на терен. И тука доаѓа суштинската разлика. Ние не дозволивме овој проект да остане уште една пропуштена можност. Донесовме храбра, но неопходна одлука да се раскине договорот кој не даваше резултати. Одлуката беше донесена под длабока анализа со форензичка поддршка, со меѓународни консултанти и во координација со ЕБОР. Ја заштитивме државата, ја зачувавме инвестицијата, повеќе од половина од веќе набавената опрема останува во сопственост и ќе се искористи. Преносниот оператор МЕПС го раскина договорот со претходниот изведувач Енергоинвест од Босна и Херцеговина поради неисполнување на обврските, кој иако го немал потребниот капацитет да ги изврши работите, побарал 5 милиони евра повеќе пари за материјали. Новиот изведувач, конзорциум предводен од компанијата Далековод од Хрватска, ќе искористи половина од потребната опрема, која веќе била испорачена од босанската компанија. Со изградбата на далеководот од Битола до Ќафасан, а оттаму до Елбасан во Албанија, се заокружува последната отворена точка во преносната мрежа и се подобрува енергетската стабилност на Македонија.